Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Физибилити студијата предвидува поранешната касарна да прерасне во зона која ќе привлекува инвеститори и ќе ја зголеми туристичката понуда. Охрид распродаден за новогодишните празници. Засилени безбедносни мерки во пресрет на новогодишните и божихните празници. Приведени дилери на дрога од Охрид. Европската Унија ги отвори пристапните преговори со Украина и Молдавија и даде кандидатски статус на Грузија. Ги погледнавме кратките најави за содржините на денешниот дневник кој започнува по временската прогноза. Гледајте на. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Максималната дневна температура изнесуваше 6 степени Целзиусови. Во сабота над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со локална облачност. Во северните и централните делови на Европа невообичаено топло време за овој период од годината. На југ од Балканскиот полуостров со врнежи од дожд и снег. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во јужните и југоисточните предели со слаби врнежи од дожд и снег. Максималните дневни температури ќе се движат од 2 до 10 степени. Во Македонија во сабота облачно време со слаби врнежи од снег, ветровито и студено. Во југоисточните предели врнежите ќе бидат од дожд. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите ќе престануваат и ќе превладува претежно облачно време со постепено разведрување. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 35 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -6 до 3 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат од -3 до 7 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од снег. Ќе биде ветровито и студено. Минималната температура од -1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 3 степени. Во Охрид во недела и понеделник, по студеното утро и појава на умерен мраз, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со локална облачност. Утринската температура од -4, односно -6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6, односно до 9 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална температура до 11 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Специјалистичка биохемиска лабораторија Сонце. 20% празничен попуст во декември и јануари за хормони, туморски маркери и електролити. Лабораторија Сонце. 30 години грижа за вашето здравје. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Физибилити студијата за развој на касарна Охрид во технолошко-рекреативната зона предвидува развој на просторот преку изградба на модерна инфраструктура, реконструкција на постојните објекти и содржини кои ќе допринесат за технолошкиот развој, ќе привлече инвеститори и ќе ја зголеми туристичката понуда. Од објекти во кои ќе бидат сместени технолошки компании, лаборатории преку конгресен изложбен експо центар до забавни паркови и зелена инфраструктура за рекреација со сите потребни придружни услуги, зоната касарна пред се треба да овозможи економски развој и продолжување на туристичката сезона. Нови модерни објекти кои ќе бидат седиште на технолошки компании во зоната каде сега се наоѓа регионален центар за граничен надзор Запад на самиот влез во касарната. Реконструкција и модернизирање на постоечките објекти или така наречените згради пеперутки и на поранешната армиска менза. Оплеменување на просторот со уредување на постојното зеленило и со дополнителни хортикултурни парковски содржини. Предвидува физибилити студијата за развој на касарната во технолошко-рекреативна зона. Делот во кој веќе се изгради првиот голф терен во Македонија е планиран комплетно како рекреативна зона, која со изградбата и на памп-ап патеката и на адреналинскиот парк ќе допринесе да се зголеми туристичката понуда и атрактивноста на дестинацијата преку целата година. Инвестициите во рекреативната зона општината може да ги изменаџира заедно со локалните чинители во туристичкиот сектор. Она што е потешко да се реализира е технолошкиот дел од развојната зона, да се најдат инвеститори кои би вложиле во објектите, од кои дел имаат голем потенцијал, вели тим лидерот на изработувачите на студијата Методија Саздов. Еден од нив и мој омилен, да може да кажам, дека е старата менза во касарната, која што може да биде еден вид мини сајм, меѓутоа е место каде што ќе се одржуваат културни манифестации, настани, концерти, пистата што е надвор или хелиодромот може дополнително да биде како дополнителен дел за тие содржини. Општина Охрид може да го украде шоуто, да кажам, за сајмски манифестации. За некои од манифестациите и не ви треба простор, градежни машини, градежништво може и надвор да се случат. Простор има доволно, така да сметам дека тоа е една почетна активност во која што, да кажам, најмалку инвестиции има и може да се создаваше со некое јавно-приватно партнерство. Изнаоѓање на голема технолошка компанија која би инвестирала во просторот на поранешна касарна е задача на општината во соработка со владата. Да привлечат голем инвеститор и да се одлучи дали ќе се реконструира некој од старите објекти или ќе се изгради нов.
Со технолошко-рекреативната зона може целосно да управува општината или пак да се прогласи за технолошко-индустријска развојна зона со заедничко управување меѓу општината и дирекцијата за ТИРС. Во Македонија генерално секогаш најголемата пречка се финансиите. Затоа и сметам дека општина Охрид треба да ја управува зоната во соработка или во во партнерство или да ги вклучи советодавно локалната заедница, локалните бизниси, локалните компании, локалните спортски клубови, затоа што така ќе може бесплатно да добие информација, ресурс, што е тренд во светот и ќе може заеднички да се договори како да настапат во привлекувањето на инвеститорите. Значи, домакинското управување на касарната е многу важно, затоа што вие може да инвестирате, ако не го управувате домакински, тоа трошоците за одржување ќе бидат прескапи. Ризиците во реализацијата и управувањето со зоната би се намалиле само со вклучување на експерти и немешање на политика, со цел привлекување компании да инвестираат во општината, сметаат изработувачите на физибилити студијата. За да се реализира се она што е предвидено со физибилити студијата, во првите 5 години би требало да се инвестираат 12 милиони евра. Само одржливоста на зоната би започнала после 6-та година, а за 10 години општина Охрид би почнала да генерира приходи. Технолошко-рекреативната зона Касарна ќе значи отворање на нови бизниси, стартапи, пропратни услужни дејности, нови вработување и задржување на младите во Охрид, образование и развој на вештини, вмрежување и соработка на бизниси со високообразовни институции од регионот, конференции, саемски и деловни настани преку целата година и содржини кои ќе ја збогатат и туристичката понуда. Охрид распродаден за новогодишните празници. Хотелите бележат над 80% исполнетост. Најбројни ќе бидат туристите од соседните земји – Србија, Бугарија, Албанија, Грција и Црна Гора, но нема да изостанат и домашните гости. Охрид распродаден за новогодишните празници. Хотелските капацитети бележат исполнетост од 80 до 100%. Најбројни ќе бидат гостите од регионот – Бугарија, Србија, Грција, Албанија и Црна Гора. Според туристичките работници, Охрид е секогаш примамлива дестинација за новогодишните и божитните празници. Најавите се дека градот ќе биде исполнет, да кажам, повеќе од 90%, како што самите кажавте, хотелските капацитети се веќе во овој момент букирани околу 80-85%, меѓутоа се уште има време, се очекува да имаме гости од соседството со акцент на соседна Србија, како што имам значи дојава дека има закупено голем број аранжмани на гости од Србија, меѓутоа не се исклучува да има гости од сите соседни земји. Градот е убаво украсен, ќе има јавен дочек на градскиот плоштад, така да очекуваме голем број на гости за новогодишните денови. Годинава за празниците се очекува да има 30% повеќе туристи во споредба со лани. Нема да изостанат и домашните гости, особено оние кои имаат станови и апартмани на брегот на Охридското езеро. Може да кажеме дека за истиот период од минатата година сме подобри барем едно 30 до 40% во резервации и се очекува до некаде 15-20 декември да веќе биде исполнето барем едно во просек едно 80 до 90%. Има уште места, цените се различни, нормално према тоа што према понудата, со оглед на тоа дека веќе големите објекти се исполнуваат, може да дојде на крај и да бидат и поскапи некои цени, но навремено правење на резервации може да се добијат прилично добри цени. Туристи во Охрид се очекуваат и за Божик, Бадник, православна Нова година, но кулминација традиционално за празникот Богојавление Водици, кога и завршува јануарската зимска сезона. Координативен состанок на СВР Охрид и службите кои вршат дејности од јавен интерес за безбедни новогодишни и божикни празници.
На иницијатива на СВР Охрид, денеска во општина Охрид се одржа работен координативен состанок со службите на локалната самоуправа, пазарниот општински инспекторат, трудовата инспекција, инспекторатот за туризам, јавните предпријатија, како и представници на хотелско-угостителските објекти. Целта е поцелосно дефинирање на мерките и координирање на активностите со цел подобрување на севкупната безбедност во градот во пресрет на престојните празници. На работната средба, представниците на СВР Охрид и на службите кои вршат дејности од јавен интерес договорија интензивни засилени мерки со цел новогодишните и божичните празници во Охрид да поминат безпрекорно и без проблеми на безбедносен план. Беше договорена тимска работа и ажурност, меѓусебна координација и зголемена мобилност на заедничките тимови за поефикасно делување на целото подрачје. Ваква координативна средба СВР Охрид ќе оствари и со агенциите за обезбедување, кои согласно Законот за обезбедување имаат надлежности при физичкото обезбедување на објектите во градот со цел одговорна и доследна примена на нивните овластувања. Од агенциите ќе се бараат ажурирани безбедносни оперативни планови и прецизни прегледи на угостителските објекти со кои имаат склучено договори за обезбедување во текот на предстојните новогодишни и божични празници, како и информации за одредени безбедносни согледувања и проблеми на терен кои можат да влијаат врз степенот на безбедноста на подрачјето, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во пресрет на манифестацијата Прличеви беседи 2024 година, Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид распишува конкурс за избор на најдобра беседа посветена на нашиот патрон, големиот поет и преродбеник Григор Прличев. Конкурсот е на тема "Како против пизмата". Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид распиша конкурс за избор на најдобра беседа посветена на големиот поет и преродбеник Григор Прличев на тема "Како против пизмата". На конкурсот може да се пријават сите млади од 15 до 30 годишна возраст во Македонија. Беседите не смеат да имаат во себе политичка, етничка и верска содржина, туку треба да носат универзална порака за мир, љубов, соработка и претходно да не се публикувани, велат од Охридската библиотека. Беседите треба да се достават во печатена форма во 3 примероци до библиотеката на улица Македонски просветители број 2, исклучиво под шифра, и авторот треба да ја наведе само возраста. Конкурсот е отворен до 15 јануари 2024 година. Шифрите на трите наградени беседи ќе бидат објавени најдоцна до 2 февруари 2024 година на веб страницата на библиотеката и преку медиумите, а наградите на најдобрите тројца автори кои со посебен примерок ќе го докажат авторството ќе им бидат врачени на манифестацијата Прличеви беседи 2024 година во организација на Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид. Приведени дилери на дрога од Охрид. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. На 14 декември 2023 година во 20 часот и 10 минути на булеварот Туристичка во Охрид по преземени мерки и активности, полициски службеници од Оделението за недозволена трговија со дрога при СВР Охрид ги лишиле од слобода лицата љз 40 годишен и ЖР 33 годишен, двајцата од Охрид. Тие биле затегнати во близина на станот кој го користеле и при преглед кај нив, кај љз биле пронајдени и одземени повеќе пакувања со бела прашкаста материја, додека кај ЖР била пронајдена и одземена поголема сума на пари. Подоцна, при претрез во станот, извршен по судска наредба, биле пронајдени и одземени една кеса со повеќе пакувања бела прашкаста материја, кеса со бела грудчеста материја, дигитална вага и други предмети со остатоци од бела прашкаста материја. Лицата биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Лидерите на Европската Унија одлучија да ги отворат пристапните преговори со Украина и Молдавија и да ја дадат кандидатски статус на Грузија. Оваа одлука беше донесена на вчерашниот самит кој заврши денеска во утринските часови. Ова е победа за Украина, победа за цела Европа, победа која мотивира, инспирира и зајакнува, порача Зеленски. Министерот за надворешни работи одлуката ја нарече историски ден за Украина и покрај тоа што беше блокирана помошта од 50 милиарди евра од страна на унгарскиот претседател Виктор Орбан.
Председателката на Молдавија, Маја Санду, порача дека и често го споделува патот за пристапување во Европската Унија со Украина и председателот Зеленски. Грузија го обои главниот град со живи бои на единство и напредок. Знамињата на Европската Унија се насекаде. Ги одржавме нашите ветувања, напишавме историја, сега заедно ќе ја пишуваме иднината, рече Роберта Мецола, председателката на Европскиот парламент. Судир на 2 возила во метро во Пекинг, повредени се над 500 лица, од кои 102 со скршеници, соопштија градските власти. Несреќата се случила на надземниот дел од метрото, каде обилниот снег ги затрупал пругите, пошто поради лизгавата патека кај предното возило било активирано автоматското сопирање, но на она зад него, кое се наоѓало на удолница, му се излизгале тракалата и не успеало навреме да закочи. Кинеската престолнина изминативе денови беше погодена од снежно невреме, што влијаеше на сообраќајните услови и резултираше со доцнење на транспортот низ градот. Остануваат предупредувањата за голомразица на патиштата, екстремен студ и прогноза за дополнителни врнежи, а температурите се очекува да се спуштат до минус 11 целзиусови степени во текот на ноќта, пренесува Associated Press. Доживотен затвор за поранешен директор на банка во Кина за еден од најголемите случаи на корупција во земјата, осуден за проневера на 2,3 милиарди јуани или околу 325 милиони долари. Тој и уште двајца поранешни вработени во банката ги искористиле дупките во системот за управување со заеми за да добијат лажни заеми. Двајцата соработници претходно беа осудени на 12 и 13 години затвор, а директорот побегнал во Соединетите Американски држави во 2001 година, но насилно бил вратен во Кина пред 2 години. Нему доживотно му биле одземени политичките права, а целокупниот имот му бил конфискуван. Според извештаите на локалните медиуми, повеќе од 2 милиарди од украдените јуани веќе биле вратени. Банкарот изјавил дека нема да поднесе жалба на пресудата. Случајот е последен во антикорупцијската акција нарачана од председателот Си Џинпинг, чија цел е финансиската индустрија во земјата од 60 трилиони долари. Во таа акција беа фатени многу банкарски службеници и директори. Watergate во Европскиот парламент. Европратениците во Страсбург предупредени да не пијат од флашираната вода која се дели во дебатната сала, откако некои луѓе се разболели и се сомневаат на контаминација. Европратениците добиле порака на телефон да не пијат вода од шишињата во сите простории на Европскиот парламент. Пресслужбата соопштила дека се известени француските власти и додала дека пораките биле испратени на европратениците како мерка на предпазливост. Тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!